Инаку минатата поука зборуваше за битна тема, Христовиот пророчки говор низ призмата на Евангелието според Марко, кое што го проучуваме. Па затоа ви повикувам да отвориме сите во Марко 13 глава, каде што е запишан Христовиот пророчки говор во тоа Евангелие. Марко 13 глава. Реков неодамна, минатиот месец, дека Марко е првото од 4 грчки евангелија, а можеби арамејскиот Матеј предходел хронолошки и на Марковото евангелие. Марко е некако најкраткото евангелие, значи најконцизно се содржани информациите кои што тоа ги содржи, а се разбира многу информации кои што ги наоѓаме во другите евангелија, ги немаме кај Марко. Сепак, кога се работи за Христовиот пророчки говор, не е испуштено многу, речиси воопшто ништо, што значи дека и Марко се трудел за оваа баш тема, темата за разорнувањето на Ерусалим, мерзоста на запустението и второто Христово доаѓање и знаците на времето, се трудел да Христовиот говор го пренесе колку што е можно по-детално. Поуката, меѓутоа, минатата сабота, или заминатата сабота, прво започнуваше со извештајот за сиромашната вдовица и незините 2 лепти, кои што ги приложила во храмот. И тоа е настан кој што во Марко е запишан непосредно пред почетокот на 13 глава, односно пред Христовиот пророчки говор. Па затоа ќе почнем да читам од 12 глава, 41 стих. Марко 12 глава, 41 стих. Па седна Исус, вели Марко, спроти ковчежето и гледаше како народот пушта пари во него. Интересно. Да беше јудиното ковчеже во прашање, Јуда ќе беше многу фокусиран на тоа колку пари се пуштаат во него. Може би ќе ги броеше. Секое пуштање ќе броеше или на хартија, или на памет. Веднаш ќе се занимаваше со математика. Но ова беше храмскиот прилог. Ова, значи, било едно ковчеже, каде што, кој што било поставено на тоа место, голема фреквенција на народ, каде што мнозина и мажите и жените пушта прилози, односно доброволен дар за храмот. Бидејќи храмот се уште бил во изградба. Храмот што Ирод Велики наречен, кралот Ирод почнал да го обновува храмот некаде 19-20 години пред Христа. Во Христово време се уште не бил довршен, кога се мисли храмот, целиот комплекс, со сите тремови, со сите дзидови, не само главната зграда на светилиштето, таа си била довршена.
историчарите велат дека храмот бил завршен дори кратко време пред неговото разорнување, значи во 60-тите години од првиот век бил целосно завршен. Во Христово време се уште не бил завршен, сите градби, значи, и се уште кој сакал приложувал пари за храмот, за да придонесе кон тие трошоци за обнова, реновирање и доизградување на сите храмски објекти и простории. Зошто Исус гледал како народот пушта пари во ковчежето? Што му било нему интересно тоа да го гледа? Дали заради овој случај? Читаме понатаму. Мнозина богати, вели Марко, пушта многу. Тоа е и за очекивати, што велат србите. Мнозина богати приложува многу. Така се прави веројатно и при секој собирање дар во црква. Мнозина богати пушта многу. Меѓутоа, тоа не го привлекло Христовото внимание. Тоа не било битното. Сега, за Јуда и за многу други благајници, тоа е битното. За Христа нешто друго било битно. И кога дојде една бедна вдовица, пушти 2 лепти, што изнесува 1 кодрант. Буквално преведено, лепта значи ситно. И тоа е најситниот. Значи, најситната паричка, да. Не знам денес што имаме најситна монета, што имаме? Под денар немаме, не постојат, нели? Или ако ги земеме еврата, што е таму најситно? 1 цент. 1 цент, тој може би и така најмал според радиус. Пени. Да, или таму се центи повторно, да, центите, така. А пени е превземено од Англија, кај што се уште ги викаат пени, значи ситните фунти, пенс, или 1 пени. Многу ситно. Бадијала, исто ко да не дал. Безвредно, да, исто ко да не, значи замислите нешто што е, еве и денар да е. А бил, а не бил. Често пати во нашата корпа некои такви ситни, тие стојат, значи тие не ни влегуваат во собраниот дар таа сабота. Тие си стојат така, како некоја, како се викаше тоа, како паушал некој. Сепак Христос видел нешто што нито еден благајник, дури ни вештачката интелигенција денес, нито еден компјутер, нито еден сметководител не можел да го види и да го забележи, а тој го видел. И ова ни покажува зошто Христос и пред тоа, пред да дојде оваа безимена вдовица, замислите, не знаеме ни како се викала оваа жена. И кога дојде една бедна вдовица, вели Марко, бедна. Каков е тој израз? Па сега, ако е толку бедна, ако ја сретнеме во Божјето царство, може би ќе ни рече, чим бев толку бедна, добро што не ме споменаа по име. Сакате да бидете опишани како беден,
бедни и плюс споменати по име, идентитет, кои сте, што сте. Не баш. Што е тоа што Исус го гледал кога ги наблюдувал луѓето како пуштаат пари во ковчежето? Значи, за разлика од благајниците и сметководителите, тој не гледал и не сметал колку пари се пуштаат внатре. Значи, таа математика не го интересирала, туку тој гледал една друга математика. А нешто што другите луѓе не можеле да го гледаат. Дури вештачката интелигенција денес не би можела. И најсовршениот компјутер. Тој гледал колку луѓето пуштаат во проценти, процентуално, во однос на тоа колку би можеле да дадат или колку воопшто имаат, со какви средства секој од нив располагаат. Да, колку останува кај нив. И се кажете, оваа математика за такви верници на ранохристијанската црква, како Ананија и Сапфира, испадна многу фатална, дори по нивната вечна судбина. Нешто многу опасно, опасно не само по живот, опасно по душа, по вечниот живот. Но добро, не било грев да имаш многу и да пуштиш малку мерено во проценти. Но тие луѓето мислеа дека кога пуштаат многу, мерено по апсолутна вредност, дека стварно дале многу. Може би мнозина мислеле дека со тоа на некој начин го подкупуваат Господа. Го купуваат спасението. Го подмитуваат Господа. Јас кој што дав, јас олигархот тој, јас политикантот тој, кој што давав толку богати средства за таа црква, за тој манастир, за ова, она, и фонд за сиромаси имав отворено. Тоа мора да се земе предвид кога ќе се решава за мојата душа и моето спасение. Секако Господ и тоа го зема предвид за секој човек, меѓутоа тоа само по себе не е доволно. А Исус кога ги повика учениците својим рече: "Вистина ви велам дека оваа сиромашна вдовица даде повеќе од сите што пуштија во касата на храмот." Библиската pouка не известува инаку дека овие две лепти или едниот кодрант, значи, тој како ако имате две монети по 5 денари, тоа е иста вредност како едната монета од 10 денари. Значи, двете лепти биле иста вредност како поголемата монета од еден кодрант. Тоа одговарало на 32 дел во односот на римската сребрена монета денариус, која што била едната дневница, како што читаме од параболата за лозарите, таму во Матеј 20 глава и на други места. Една дневница била денариот, денариусот. Многу каде повреден од нашиот денар. Сега колку е 32 дела, значи една лепта па 64 дел од сето тоа. Од една дневница. Колку би било кај нас денес дневница? Колку би било дневница? 1000 денари не е дневница.
Не се сеќавам, не знам. Кој знае? Сепак, ова било нешто многу малку, а Христос го прогласил за многу. Парите па што Јуда ги добил за предавството Христово, 30 сребреници, цената на еден роб, значи 30 дневници, значи цела месечна плата. 2 лепти пак, 32 дела, помалку од дневницата. Од, значи, над 900 делови од месечната плата. Сега замислите, имаме различни месечни плати, меѓутоа поделете ги со над 900. Да видиме која вредност ќе ја добиеме. Што може да купиме денес со 3-40-50 денари? Знам дека еден наш пријател може да купи многу работи, тој е специализиран да наоѓа ефтини производи. Меѓутоа, повеќето луѓе сметаат дека се тоа недоволни средства. Колку чини денес леб? Дека јас не јадам лебови последно време. Не може, значи не е ни еден леб. Зошто сепак оваа вдовица дала повеќе од сите, според Христовите зборови? Зашто сите пуштија од својот вишок. Видите се, ова не е ниту математика, ова не се ниту проценти. А таа од својата сиромаштија даде се што имаше, целиот свој имот. Јас би сакал тука малку да подзастанеме. Дали сме размислувале малку подлабоко за овој случај? Како тоа една бедна вдовица ги дала последните пари што ги имала за храмот. Сега би сакале малку да се ставиме во нејзина позиција и да размислиме зошто тоа го направила. Се разбирам, не биле големи пари во прашање. Биле, како што би рекле, а ги имал, а ги немал. Исто е. И па сега што да правам и со тие 2 лепти? Што ми преостанале и немам повеќе ништо. А и со нив, ако ги задржам за себе, ништо. Не се доволни, ниту за денес да се прехранам. И што било логично да направи? Не ни се кажува ништо повеќе за незиниот случај. Која била, што се случило потоа со неја, не знаеме. Ние не знаеме, но Господ све знае. Дали е можеби исправно да се предпостави дека решила и последните пари што ги останала да ги даде, значи за Божијата црква, за Божиот храм во Ерусалим, со вера и со молитва дека Господ ќе ја благослови заради тоа. Да. Јас не гледам друга причина. И се разбира, како што реков, не знаеме што потоа се случило, дали навистина била благословена. Верувам да, меѓутоа тоа не се кажува. Нам не ни се кажува. Важно е тоа што Христос го вели дека другите дава од својот вишок. Значи сега е можно да дури да дадеш повеќе и помалку е да биде помалку тоа што ти преостанува во твојот сеф или на твоја сметка или во твојот джеб.
И пак е тоа од вишок дадено. Значи, 2/3 од платата да ги дадам во црква, за Божиот дом, и 1/3 само да ми остане, се разбира покрај десетокот. И тоа е вишок. Од вишокот сум дал. Зошто? Зато што и ако со таа 1/3 можем да се прехранам, значи ако тоа било доволно, сето друго е вишок. Но ова даде се што имаше, целиот свој имот. И повеќе немаше. И сега некој ќе рече, ама лесно е 2 лепти. Добро. Што правеа првите христијани во Јудеја и Ерусалим после Педесетница? Ајде видиме како тие овој принцип што Христос го пофалил, овој пример на вдовицата, како тие го исполнувале во својот живот. Во Дела 4 глава читаме, почнувајќи од 32 стих, а народот што поверува, тоа е кога црквата се уште била во Ерусалим, дори не била многу расширена надвор од градот по Јудеја, за Самарија и Галилеја, останатите области, дури подоцна тие се крштаваат, и сите останати земји кои што ја примиле верата, многу подоцна. А народот што поверува имаше едно срце и една душа. И никој ништо од својот имот не го нарекуваше свое, туку се им беше заедничко. Ете, само Светиот Дух може да оствари комунизам. За каков што марксистите можат само да филозофираат, а во реалноста нешто сосема друго. Утопија, илузија. Апостолите пак со голема сила сведочеа за воскресението на Господ Исус Христос и имаше голема благодат над сите нив. Тоа е тоа, благодатта. Не постоеше ни еден меѓу нив што имаше потреба за нешто. Зошто? Бидејќи оние што имаа ниви и куки ги продава и парите земени за нив ги донесува. Секако ова нече дека немали и тие веќе кај да живеат. Мнозина продавале пак вишоци и ги оставаа пред нозете на апостолите и секому му се даваше според неговите потреби. Значи сега цели куки и цели ниви, но дури и тоа што останувало, никој не го нарекуваше свое, туку се им беше заедничко. Биле спремни и тоа да го делат со секого кој би имал потреба. Значи сепак биле подготвени заради Христа и заради спасението и заради љубовта кон другите браќа и сестри да жртвуваат се. Така и Јосиф, наречен од апостолите Варнава, што значи син на утехата, левит, родом од Кипар, кој имаше нива, ја продаде. Ги донесе парите и ги положи пред нозете на апостолите. Замислите, свештеник продал нива и тие пари ги дал. Попот дал. Не зел, дал. И ова утопија од поголемиот дел на христијанската историја, нешто што е утопија за општеството, со Божјата благодат, со силата на Светиот Дух, било стварност. Попот да даде голема вредност. Не да земе, да даде. Цела нива продаде и ја даде за Божјото дело пред нозете на
апостолите. И потоа се зборува случајот Ананија и Сафира во 5 глава. Што е битно да извлечеме како поука од овој случај? И зошто овој случај е споменат воопшто пред Христовиот пророчки говор? Јас за самиот говор не сметав да одржам многу да зборувам, да одржам долг говор, бидејќи и скоро предходно и често сме зборувале на оваа тема. Јас сепак би сакал и имав намера само да го прочитам, значи да се вратиме сега на 13 глава, ние никаде не отидовме од таму, освен во делата на апостолите. Марко 13 глава, и сега сакам, за да не ви биде здодевно, често пати кога сум зборувал за Христовиот пророчки говор, секојаш ја цитирам Матеј 24 глава. Таа е мојата омилена, бидејќи читајќи ја таа глава прв пат поверував на 17 години во вистинитоста на Светото писмо. Потоа истиот пророчки говор е забележан во Марко 13 глава, значи во нашето Евангелие ова тромесечие, и Лука 21 глава, а некои работи ги споменува Лука и во 17 глава, од каде што Зоран воведно читаше за исцелените 10 лепрозни, од кои само едниот се врати да му благодари на Христа, а тој беше самарјанец, или како што би рекле православните, тој беше друговерец, тој беше од друга вера. Лука тоа го забележува затоа што на Лука му се допаѓале сите тие моменти во кои што верата на некој незнабожец била посилна, или љубовта на некој незнабожец била посилна од евреите. Бидејќи самиот Лука бил не евреј, значи од незнабожечко потекло. Реков дека Марко во пророчкиот говор, значи 13 глава, се потрудил да забележи се, и речиси се и забележал, значи од тој говор ништо речиси не испушта, што го наоѓаме и во Матеј, например, па и во Лука. Но еве, јас би сакал само да го прочитам. А кога излегуваше од храмот, еден од учениците негови му рече: Учителе, гледај какви камења и какви згради. Исус пак му одговори и рече: Ги гледаш ли овие големи згради? Ни камен на камен нема да остане овде што не ќе биде урнат. И кога седеше на Маслинската гора, спроти храмот, го прашаа насамо Петар, Јаков, Јован и Андреј. Видите колко е тука Марко прецизен. Ни ги наведува имињата на учениците што му го поставиле прашање. Во Матеј го наоѓаме тоа? Како беше во Матеј 24 глава? Се наведени имињата на оние што го поставуваат прашањето? Не, тука се вака и кога седеше на Маслинската гора, дојда кај него учениците негови насамо и му рекоа: Кажи ни, значи не се кажува кои ученици, само учениците негови. Марко пак кажува кои биле тие: Петар, Јаков, Јован и Андреј. Марко ги одразува Петровите спомени од Христовиот живот на земјата и го пишува своето Евангелие во Рим како помошник на апостол Петар, првиот папа, што би рекле нашите комши. И се разбира, сакал да го спомене Петар, а кога веќе го споменува Петар, ќе ги споменам и другите што биле во таа прилика, тие што му го поставиле на Христа ова прашање. Кажи ни кога ќе биде тоа и кој е знакот кој ќе се сврши сето тоа. Исус одговарајќи им почна да им зборува: Чувајте се да не ве прелаже некој. Зашто мнозина ќе дојдат во моје име, говорејќи дека сум јас, и ќе прелажат мнозина. А кога ќе чуете за војни и гласови за војни, не плашете се, зашто сето тоа треба да се случи, но тоа уште не е крајот.
ќе се дигне народ против народ и царство против царство, а на некои места ќе има земјотреси и глад. Тоа е почетокот на болките. Но вие чувајте се, зашто ќе ве предадат на судови и по синагогите ќе ве бијат, и пред управници и пред цареви ќе бидете изведувани заради мене за сведоштво пред нив. И кај сите народи најнапред треба да се проповеда Евангелието. Кога пак ќе ве поведат, за да ве предадат, не грижете се однапред што ќе говорите, ниту размислувајте, туку оно што ќе ви се даде во тој час. Тоа кажете го, не сте вие што ќе зборувате, туку Светиот Дух. И брат брата ќе предаде на смрт, и татко чедо, и ќе се дигнат децата против родителите и ќе ги предадат на смрт. Ќе бидете намразени од сите заради моето име, кој ќе претрпи до крај, тој ќе биде спасен. Видете како концизно се наведени овие работи, каде што во Матеј, например, се многу повеќе простор се зема за да се каже сето ова. Пример дека ќе се проповеда Евангелието кај сите народ, тоа е дури 14 стих во Матеј, а тука во 10 стих. Ако се сеќавате во Матеј 24 глава, предупредувањето чувајте се да не ве излаже некој, Христос го повторува 3 пати. Па и дури образложува лажни пророци, лажни Христоси, и тоа повеќе пати. Марко само концизно, само еднаш го кажува тоа предупредување, и тоа не конкретно со лажни Христоси и лажни пророци, туку само 6 стих. Мнозина ќе дојдат во моје име говорејќи дека сум јас и ќе прелажат мнозина, и толку. На таа тема толку, само 1 стих во Марко. Понатаму, Марко сепак се погрижил да го спомене гнасниот пустошник, како што вели овој превод, или мерзоста на запустението. 14 стих. Ако ќе видите дека гнасниот пустошник се сместил каде што не треба, се сместил. Како беше? Мерзоста на запустението поставена на свето место. Каде што не треба. Вели Марко. Кој чита, нека разбере. Тогаш оние што се во Јудеја, нека бегаат по планините. И кој е на покривот да не слегува во куќата, ниту да влегува да земе нешто од куќата своја. И кој е на нива да не се враќа за да ја земе облеката своја. Значи, ова битно Христово предупредување, да не се губи време, да не се насочува вниманието на материјалните нешта, кога треба да се бега, и да се ризикува судбината на Лотовата жена, Марко исто така го забележал. Меѓутоа, има нешто што Марко не го забележал доволно, може би затоа што Евангелието е пишувано во Рим, каде што многу не се почитувала саботата. Сепак во тоа време и таму се почитувала саботата. Знаете, така велам како перспектива за идните векови. Туку молете се бегањето ваше да не биде зиме, и само тоа го кажува, а ја испушти саботата. Христос рече, ниту зиме, ниту во сабота. Но тешко на бремените и на оние што дојат во тие дни. Туку молете се бегањето ваше да не биде зиме, зашто во тие дни ќе има мака, каква што немало досега од почетокот на светот, што го создаде Бог, а и нема да има, и ако Бог не ги скратеше тие дни, тогаш не би се спасил ни еден човек, но заради избраните кои тој ги избра, ќе ги скрати дните. Тогаш, ако ви каже некој, еве, овде е Христос, или ене, таму е, не верувајте. Еве го повторно и во Марко ова, зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци и ќе покажат знаци и чуда за да прелажат, ако ги прелажат, ако е можно, и избраните, но вие чувајте се, ете се однапред ви кажав. Но после предупредувањето за мерзоста.
Интересно е тука, барем според овој превод, Марко не споменува од каде е земена темата за мерзоста на опустошувањето или запустението. Во Матиј тоа беше забележено. Исус рече мерзоста на запустението, за која што пророкуваше пророкот Даниел, па кој чита, нека разбере. Марко ја испушта референцата за книгата на Даниел, од каде се споменува темата за мерзоста. Не, во пророчкиот говор, во Христовиот пророчки говор. Даниел не се споменува во 13 глава од Марко, нели? Барем овој превод не спомена. Во Константинов да не се споменува случај. Марко 13 глава се споменува Даниел. 14 стих, мислиш, да. Значи, пророкот Даниел не се споменува, нели? Овде вели, кога ќе видите дека гнасниот пустошник или мерзоста на запустението се сместил каде што не треба, кој чита нека разбере, меѓутоа не го споменува Даниел. Како стои ке тебе? Ајде да видиме, прочитай, баш ме интересира. Во Марко ќе го читаш тоа? Марко 13 глава. Интересно. Како е кај вас? Значи Константинов го споменува. Интересно. Благодарам. Видите што откривме денес. Дека обично фаличниот Константинов е по-комплетен од фаличен бидејќи ги нема оние. Знам зашто, а и знаеш и ти зашто. Да не отворам пак таа тема. Го нема Марко во 13 глава, да. Но ова е дури ревидираниот, не знам како е стариот православен превод. Еве јас сум има Константинов тука до мене бил, чекај да видам. Да се уверам. Како атеист не ви верувам, да се уверам. Да видам па да верувам. Во Марко, така? Аха. Во стариот православен превод го нема исто? Кој е тој? Стариот или ревидираниот? Но ревидираниот, тоа е тој што ја читам. Да, бе, го има во Константинов Даниел. Благодарам, Рајна. Така. И понатаму Христос ги кажува знаците, да ги дочитаме и нив. Во тие дни по маките сонцето ќе потемни и месечината нема да ја дава својата светлина. И звездите небесни ќе паѓаат и силите што се на небото ќе попуштат. И тогаш ќе го видат Синот човечки како иде на облаци со голема сила и слава. Тогаш тој ќе ги испрати ангелите своји и ќе ги собере своите избрани од 4 ветра од крајот на земјата до крајот на небото. Со смоквата направете споредба, кога нејзините гранки се подмладуваат и пуштаат лисија, знаете дека е близу летото. Па така и вие кога ќе видите дека сето тоа се случува, знаете дека е близу пред врата. Вистина ви велам, нема да помине овој род, додека сето тоа не се исполни. Небото и земјата ќе исчезнат, но зборовите мои нема да исчезнат. А за тој ден и час никој не знае, ни ангелите небесни, ниту Синот, а само Отецот. Не знаат ниту проповедниците денешни. Ангелите небесни не знаат, па некој проповедник тука на земја ќе знаел. Внимавајте, бидете будни и молете се, зашто не знаете кој ќе биде часот. Овие зборови ги нагласував минатото лето, кога зборував за временските
станици за последната тема од јубилејот. Како човек кој заменувајќи ја остава куќата своја и им дава власт на слугите своји, секому своја работа, на враторот му заповеда да биде буден. Бидете будни, зашто не знаете кој ќе дојде домаќинот на куќата, приквечер ли, или на полнок, или петлите кои ќе пропеат, или наутро. Па да не дојде ненадејно и да ве заточе како спиете. Што ви зборувам вам, ви го зборувам на сите, бидете будни. И потоа продолжува денешната поука што ја проучувавме со 14 глава, случајот во домот на Симон Лепрозниот и така натаму. Сепак, битното е, ова што сакам да го кажам, сме зборувале многу и скоро време често на оваа тема. Знаците на времето, второто Христово доаѓање, иако даде Господ, ќе зборуваме малку подетално за некои аспекти од овие знаци и во блиска иднина, бидејќи сега знаците толку бргу се множат, од една до друга сабота ја немам време да ги кажам сите занимливости. Толку се множат. Повели Светле? Јас, значи, не можем да ти потврдам, само дури вчера забележав некои разни објави на таа тема, но не ни стигнев да ги читам внимателно, да видам што се кажува во нив. Така да ако имам време денес попладне ќе ги погледнам. Па, значи, не стигнев ни ја да се информирам за такво нешто. Благодарам. Ако е точно, ќе го кажам во иднина. Сега да не влезе во снимка и во архива. Само сакав да споменам главната работа, а тоа е случајот со дарот на бедната вдовица. Не за џабе е запишан непосредно пред Христовиот пророчки говор за знаците на последното време и неговото второ доаѓање и судниот ден. Денес, кога минуваме низ посебно тешки искушенија, може ли да кажеме денес дека е исто како минатиот век? А колку би сакал ја да биде само, надвор нека биде што сака, барем црквата да сме сега како 92 година. Светле би сакала ти така? Да сме сега во црква како што бевме 92 година. Или не мора 92, колку некои различни други поранешни години. Не е исто. Да, не само тој аспект. Туку и имаше многу голема благодат. Денес, кога живееме во посебно тешки времења, посебно тешки искушенија, Господ сака да не заборавиме дека неговото око гледа се. Значи, кога ќе се обесхрабриме, како Илија, сам останав, јас сам останав, и јас самиот ќе умрам и сакам да умрам, бидејќи повеќе нема смисол да живеам во ова самотија, во ова бедотија, во ова големо и длабоко разочарување. Но Илија не ги гледал 7000, кои што исто му останале верни на Бога и не свиткале, не својата кичма, би рекол, не ги свиткале своите колена пред Ваал. И оваа бедна вдовица, никој друг човек, ниту старешините во храмот, ниту другите верници, кои, ако воопшто ја забележале, дури таа се трудила да не биде многу забележана.
Кој од вас сака да биде забележен дека дава 2 денари во корпата за дар? Кој сака да биде забележен? Јас знам еден брат, нема да го споменам, кој што толку се срамеше од бедниот дар што ќе го даде, значи, тоа беа монети, железни пари, ги тураше во плико парите, само за да не виде собирачот на дарот, па и други верници околу, колку дал, бидејќи бил мал дарот. Оваа бедна вдовица човечки била, речиси, незабележена, човечки била скрос незабележена и самата се трудела да биде од луѓето незабележена. Не можеш да се фалиш со сиромаштијата. Но Божиото око ја забележало. Затоа во ова последно тешко време и последните тешки денови кои што се потешки и потешки доаѓаат, само една работа да не забравиме. Господ гледа се. Господ го гледа и го знае секој детаљ од нашиот живот. И Господ никогаш нема да не остави. Нему нека му е фала и слава. Амин.